Оваа идеја за да го имаме, нели, ова интервју произлезе уште во текот на минатата недела кога се одржуваше настанот во рамки на глобалната недела на предприемништво. И едноставно сметавме дека е многу важно да поразговараме за условите кои кај нас ги обезбедува општеството во поглед на правата на лицата со оштетен слух и предприемачките можности. Значи, идејата е преку овој разговор денес всушност да посочиме на сите предизвици со кои што се соочуваат лицата со оштетен слух кога инициираат одредена бизнис идеја, за процесите на незината координација, одржливост, на постоечките одговори од системот за потребите на луѓето и слично. Така што мислам дека е многу важно да донесеме некаков повик, некои препораки, што е тоа што треба да го менуваме и како систем, меѓутоа и како јавност, за да се унапреди состојбата кај нас во оваа сфера. Затоа најпрво благодарност до сите и би сакала, значи, да почнам со тоа што вашата кафетерија слави практично роден ден оваа година, активно работи цела една година. Како би ги дефинирале впечатоците за овој период? Што заклучивте, колку нашата земја е подготвена, респонсивна на потребите на лицата со оштетен слух во поглед на стартување и одржување на една предприемачка приказна? Всушност, да ги излистаме некако предизвиците со кои што се соочивте на стартот, но и со какви пречки се соочувате тековно. Благодарам на поканата да поразговараме на тема која што ја најавивте. Се радувам што еве вака можам да ве видам како луѓе кои ги актуализирате моменталните состојби. Точна е вашата констатација дека јас влегов во сферата на бизнисот пред една година заедно со мојата девојка со која што одлучивме да работиме бизнис. Мислев дека преку бизнисот ќе можеме ние не само како луѓе, туку да се отвориме и генерално како партнери со сите оние кои што слушаат, например, да видиме и ние да можеме да почувствуваме што значи да се води бизнис. Досега таа можност не сме ја имале. Размислувавме многу на таа тема. Размислувавме дали да биде кафетерија, дали да биде фарма за чување на животни на стока. Значи имавме повеќе идеи пред да се одлучиме за сето ова. Ги обсежно правевме анализи, детално следевме, истражувавме, значи не беше ова случајно во сето ова. Ние имавме можност со девојката да патуваме многу по светот, сакам ова да го споделам како искуство, и таму имавме можност да видиме дека глувите луѓе како нас имаат многу отворени можности во општеството да се занимаваат со бизнис. Потоа, кога се вративме во Македонија, мој близок другар ме информира за можноста да сега ги кажувам почетоците од каде тргна нашиот бизнис, ме информира дека UNDP имале конкурс преку кој стимулирале ваква работа. Ја поминавме 4-дневната обука, веднаш немав дилема да се пријавам. Одма се отидовме со мојата девојка на обуката која ја организира. И знаете како првото нешто со кое се соочив беше на почеток кога стартувавме, како луѓето не перцепираа од страна. Сите не гледаа малку не подсомнеш, него со двојба дали ние навистина можеме ова да го правиме. Може би и институциите не беа сигурни колку ние лицата со попреченост можеме, па во подпишувањето на документите гледав дека имаше некоја стега, дали ние навистина сме сигурни, дали ќе бидеме добри играчи всушност во бизнис водите. Бидејќи сум битолчанец и ова го реализирав преку Агенцијата за вработување, а мојата девојка е од Богданци. Знаете, во незиното место на живење, вака ни одговорија: вие немате можност да го правите ова. Зошто го сакате, впрочем, да бидете бизнисмени? Немате шанса да, како глуви луѓе, да се занимавате со бизнис. Но знаете, мене тоа не ме натера да се предадам, напротив, добив поголем поттик на... Да? И
ја зедов мојата девојка Радмила и практично преку Битолската агенција го започнавме овој проект. Морам да изразам благодарност на луѓето во Битолската агенција за вработување и во центарот на господјата Лиле, социјален работник. Не само добра како стручњак, туку и добра како човек кој поттикнуваше на овој пат. Бизнисот го отворивме во Скопје и дојдов во Скопје да барам локација за кафетеријата. Така, зборувам за минатата година, во месец јуни. Многу ми беше тешко. Тешко одеа контактите со луѓето кои знаемуваат простор, бидејќи немаме толкувачи, па не можев да воспоставам со нив директна комуникација за колку пари, како се издава, под кои услови. И тука повторно со истиот онај психолошки зид се сретнувате со луѓе и на кои им кажувате дека сакате да го изнајмите просторот и повторно ве гледаат со недоверба. Ова морам да го кажам, вели, бидејќи навистина сите не гледаја преку некакви други очила на реалност. Моје омилено место каде што планирав да отворам бизнес беше Дебар Мало, но прифатив дека не сум мојќен да отворам таму локал, бидејќи таму има многу високи кири кои за нас како почетници беа многу тешки. Така. Ние сме сепак лоцирани во центарот на главниот град на Скопје. Мислам дека локацијата е одлична, бидејќи и обкружувањето кое го имаме ни дава многу убави услови за работа. Со средствата кои ги добивме од UNDP, преку фактурирање, ние набавивме се што имаме во кафетеријата без малку, поголем дел од работите кои ни се потребни, маси, столици, шанк, техника, фрижидери, шпориња, значи машини за... Да. Ние добивме практично, бевме поддржани со поединечно со 5000 евра, сакам ова да го знаат гледачите, значи јас и мојата девојка добивме 10.000 евра финансиска поддршка, но имавме и своји средства. Например, кога ги ме прашувате и за препреките кои веќе почнаа да се појавуваат. Знаете, кога отидовме, например, да набавуваме шанк, солици, маси и така натаму, одите по продавници, треба да кажете начин како ќе го платите, фактура, па кому треба да биде фактурата напишана. Голем е проблемот со комуникацијата за нас и сите други наспроти нас. Така. И знаете како ме допира вашето прашање, нели ме враќате на почетокот кој не беше така одамна, но психички не се чувствувам убаво кога налетувам на комуникацијски зид. Да е тоа еднаш, човек може и да го подголтне. Меѓутоа, кога вие секогаш треба да ја јадите истата порција, да, има некои глуви луѓе кои, например, при вакви комуникацијски потешкоти се откажаја од факултет, се откажаја од студирање, се откажаја од сите своји добри намери да чекорат и да се развиваат. Но јас сум во на другата категорија на млади кои не се плашам, не се гневам, но продолжувам. Така, имавме, да, многу му сум благодарна на архитектот кој го дизајнираше нашиот кафич, навистина го уреди на начин на кој сакавме. Задоволни сме со изгледот на ова мало место кое ни е симпатично за обстој. Така. Сакам да ви кажам ова, ако дозволите, вели Марка. Железаријата, заварувањето, столарските работи, се што правевме овдека како дизајн или како амбиент, го работеа глуви мајстори. Можеме да се пофалиме дека имаме една азбука, односно во системот на изразување, азбука која ја користиме сите глуви, и македонци глуви, и албанци глуви, и роми од сите етнички заедници, големи или мали, во нашиот свет нема разлика. Но основниот проблем беше, еве сега доаѓам до нашо велите предизвик, што викате, или проблем. Немаме толкувачи. Кога државата би ни овозможила во најважни сегменти на водењето на бизнис, зборувам, не зборувам за кога одам да набавувам продукти потребни за кафетеријата, но кога имаме
пат кој не носи во управата за приходи или во Министерството за финансии или во Инспекторатот за храна, например, ние сакавме да ја прошириме дејноста, имаме проблем како да ги примиме информациите, како да разбериме. Значи, тука навистина сме тенки со можностите. Само што почнавме за работата, се случи пандемијата со COVID-19, што повторно наметна нови правила на функционирање. Знаете, сакам да ви кажам дека нашето место е привлечно за многу луѓе, вака полека доаѓаат скромно, но е многу привлечно, ни велат барем така дека е, затоа што и покрај тоа што во центарот на градот има многу локали, конкуренцијата е голема, овде има парче тишина. Кај нас навистина е многу тивко и човек кога сака може да дојде да така, првично му е чудно затоа што е многу мирно, многу е тивко, но ние велиме имаме само послужување. Повелете кој сака музика, имаме музички систем, не го слушаме, не можеме да управуваме со него, но можете сами по свој избор да си најдете станица или да изберете музика, па да си го направите амбиентот по свој мерак. Да биде, да. Од ова што слушам до сега, значи постоела голема скепса кај јавноста, кај граѓаните, кај луѓето околу тебе и околу Радмила, нели во стартот на оваа бизнис идеја. Меѓутоа, што е со скепсата кај институциите, кај системот? Дали може да зборуваме за бариери кои што може многу јасно да се адресираат кај нив и што е тоа што треба да се менува? Особено ако направите споредба, нели како што веќе ми спомна нели на почетокот како тоа функционира во некои од поразвиените земји кои што сте ги посетили. Знаете како, веројатно институциите треба да ја променат сликата за нас. Веројатно и тие не гледаат како глуви лица со некакви ограничени способности или можности. Јас велам дека само комуникацијата е единствениот проблем за да може да се почне бизнис. Ништо друго. Единствено е комуникацијскиот момент и институциите тоа мора да го разберат. Македонија се уште својот систем не го прилагодила или изградила на темели на едно модерно време. 21 век сме да подсетиме. Значи, во Европа, бидејќи тежнееме да одиме во Европската Унија, тамошните системи на земјите по европските правила обезбедуваат се на тој пат. Значи, ве слуша системот и ви помага на тој пат да вие бидете успешен во она што го правите. Така. А овдека вели системот ве тера да одите од врата на врата. Не, на оваа врата одете на следната и вие можете на 10 врати да помините и само се препраќа, односно се посочува со прстот дека некој друг треба да ви помогне, друг да ви го реши проблемот, што не е во ред. Например, вели Мартин, сега сакам да ви кажам една меѓуопција која е за нас глувите лица, да кажеме имаме мобилен телефон, па преку мобилниот телефон да побараме некој од толкувачите нели на интернет, на Viber се извинувам, и го замолувате шалтерскиот работник, еве, да кажеме, ако сме во министерство или во управа, не е битно да не именувам институција, и вели, јас вртам на телефонот, го најдувам толкувачот, го подавам телефонот и замолувам, не сакаат, не прифаќаат таква комуникација. И кажуваме дека сме глуви, па ајде, некој ќе се одоброволат, некој не. Значи, не е така. Значи, во системот недостига сериозно решавање на потребата од толкувачите во институции. Институциите мора да си вработат барем по еден толкувач во... Така, и таа работа треба час побрзо да биде променета. Оти знаете, ако велиме дека тежнееме да бидеме рамноправни, а и по уставот сме рамноправни граѓани, во праксата не сме, нели, практиката покажува дека не сме, и затоа велам дека вработување или ангажирање на толкувачи, не знам, тоа државата може да го реши како прашање ако сака. Знаете, луѓето, зборувам сега за клиентите, бидејќи нив ги очекуваме, од нив треба да живееме. Дел од нив се охрабрени, ќе влезат, па ќе се снајдат, па имаме
мени кое ни е прилагодено на знаковен јазик, тоа го спомнавме во неколку телевизиски интервјуа. Да, некои па нема да се снајдат на менито, ќе ни напишат со ливче, но има и луѓе кои не сакаат да влезат. Со самото тоа кога гледаат дека сме глуви, некако се предомислуваат, го фаќаме тој психолошки момент, но да, има, не се многу на број, но ги има. Така. Вели, сакам луѓето да имаат отворени умови, тоа е мојата порака, да имаат отворени умови, да не гледаат на луѓето со предрасуда, ниту на глувите, ниту на било какви други различности кои ги имаме меѓу себе, туку да имаат отворен ум кој што ги придвижува. Така. Би сакала да прашам каде Мартин ја гледаш можеби тука и улогата на медиумите. Колку прашањата за предизвиците на лицата со оштетен слух се актуализираат во медиумите, се зборува за нив и колку тие практично може да имаат импакт врз поместувањето на некои нели коцкички во целата таа сфера. Значи вака, на вашето прашање ќе бидам конкретен со одговорот. Освен македонската телевизија, македонската радиотелевизија која има редовни содржини и со 1 до 2 емисии месечно, а имате куп телевизиска програма, нели? Која ниту е титлувана, ниту е прилагодена, ајде да не бидеме нескромни да очекуваме дека се треба да биде на знаковен јазик. Но на вистина телевизорот за нас, ако е за сите прозорец кон светот, и прозорец кој нудиш многу содржини, тој за нас е затворен. Например, луѓето за секунда ќе се информираат за многу работи, да, а ние ги примаме информациите со задоснување од 3 дена. Да кажеме, отприлика така, со таква брзина. Еве, например, јас... Да, например, сега се враќам во бизнисот кој го водиме јас и девојката. Владата, например, одлучила, донесла некаква одлука, се промениле некои закони, се дали некакви привилегии во однос на пандемијата. Сите го слушаат тоа сега и одма. Јас немам начин како да го примам како информација и ќе го разберам од еден на друг човек, па можеби во некоја 10-та ситуација ќе допре како информација до мене. Така. Или ќе ги молите ближните до вас ако ги имате, те молам извини што кажа сега на вестите на оваа телевизија, на онаа телевизија, па за да можеме да споредиме, тешко е. Треба радиото, телевизијата, печатените вестници треба да бидат поблиски и до лицата со попреченост. Така. Треба да ги афирмираат нашите состојби, да пишуваат за нашите проблеми, да информираат за нас, со еден збор. Сакам да се навратам уште еднаш на моментот со искуствата од надвор. Дали има некој пример кој што е неверојатно инспиративен за вас и кој што ние може да го земеме како пример кој што може да се адаптира во нашето поднебје, како успешна бизнис приказна, ама во смисла значи на свеста и на општеството и на јавноста како главни поддржувачи на развој на таа претприемничка идеја. Како да стигнеме можеби до некоја таква фаза нели на меѓусебно разбирање? Бев во Холандија. 1 година живеев година и пол престојував во Холандија заедно со мојата девојка. Сите ситници ми помина низ процес на анализа и на размислување. Значи, општество кое го оценувам со 10-ка, висока 10-ка за се. Значи, таму има, таму во државата, освен што институциите имаат обезбедено, во секоја институција имате толкувач во било кое време ако ви треба да ве придружи, вие плюс имате за туристи луѓе од надвор глуви. Ако дојдат во Холандија глуви луѓе од било која страна на светот, вие имате 30 часа подарок од државата Холандија, исто на странци им обезбедува превод на знаковен јазик. Значи, нешто кое за мене беше фасцинантно. Така. Глувите луѓе во холандското општество, зборувам конкретно бидејќи таму престојам, ги има во сите сфери на бизнисот. Значи, ги има како забни протетичари, како уметници, модни креатори, шминкери,
глуви луѓе, извонредни дизајнери кои прават модни модели за кралства, за вип личности. Така, таму државата ја отворила вратата за секој успешен поединец со оштетен слух. И сега да ве вратам каде сме ние по тоа прашање. Ние уште имаме профили занимања за глувите во средното училиште, кога треба да одлучите да бидете, нели, средношколец. Мажите можат да бидат бравари, механичари или жените шивачки. Нас државата толку не гледа само како бравари и како шнајдери. Јас вака ве прашувам, што, например, ако вие не сакате да бидете бравар, еве сте се родиле глув, сте изгубиле слух, не сакате да бидете, таа тортура која ја наметнува државата преку старомодните образовни профили, веќе не одговара за младата генерација на глуви луѓе. Знаете, вика, не може 300 години да стои, нели велиме демократски процеси, демократско општество сакаме да бидеме, ама со старите навики и со старите поставки. Се согласувам потполно дека предизвиците се бројни. Меѓутоа, еве би сакала некако да ги исцртаме тие контури барем во овој момент од каде би тргнале наитно со чекорите за да се приближиме до некоја фаза која што би ја окарактеризирале како солидна во поглед на рамноправност во општеството на лицата со оштетен слух. Дали еве на пример работата конкретно со кафе барот ви носи некаква надеж дека нашата јавност станува посвесна за тоа дека комуникацијата е нешто во кое сите треба да имаме влог, да го учиме знаковниот јазик, можеби во училиште тоа едноставно да биде нели како императив за сите нас. Кои други чекори би биле следни? Да, значи се тргнува од образовните процеси, вели Мартин. Јас вели сакам да кажам дека потекнувам од семејство во кое сите се глуви. И тоа не е едноставна работа. Мајка глува, татко глув, брат глув. Но и на нас, за тако сакате генерации, чичко, сестрини, 27 лица со оштетен слух брои моето семејство. И ние, никој од нас не се чувствуваме хендикепирани и никој од нас нема проблем. Сите се вработени, сите трчат, имаме раце, зборуваме со раце и тоа е тоа. Но, многу чекорите почнуваат уште, кога вие ќе го учите глувото дете да се чувствува автономно, да се чувствува писмено, да се образува на својот јазик, на мајчиниот јазик, на знаковен јазик, да има нагледни средства во образованието, да гледа телевизори, компјутери, значи преку видео содржини, да може да се чувствува живо дете и покрај тоа што не слуша, да го прима светот со сите информации и знаења на начин кој ќе биде прилагоден. Образованието е алката број 1 за успешен млад човек понатаму. Нема да бидете несигурен. Така. Јас сум многу благодарен на Битолското училиште за глуви деца во Битола, бидејќи навистина таму, иако бевме почнавме како малечки, некако не научија дека во животот треба да се бориме. На еден момент, ако дозволите да го споделам. Јас сум бил момче кој е родено со нормален слух и говор, но на некоја 8-9 месечна возраст сум добил висока температура и преку примена инекција стрептомицин сум го изгубил слухот. Ете, тоа е случајноста на моето глувување. Моите родители не го сватиле тоа како трагедија, бидејќи и самите се глуви. Така, имаме проблем. Така, да, тоа се проблеми. Не ме примаја во градинка, значи имаме на сите нивоа кога зборуваме, но сега веќе темата е за бизнис. Би сакала да прашам и за овој период сега што ни се случува, значи за пандемиската криза. Измести многу од плановите кои што нели ги имавме. Секој кој што е исто така во бизнис сферата направи бројни промени. Какви се вашите проекции за периодот пред нас? Кои се следните чекори со барот? Ќе се работи ли на проширување на понудата, на некои нови моменти, нова понуда за граѓаните кои што ве посетуваат?
пандемијата со вирусот COVID-19, јас лично ја доживеав како шок момент во процесот на работа. Знаете зошто? Затоа што, да речеме, имаме една нова ситуација под која функционираме. Мора да се носат маски. Се согласувам, тоа е начинот на заштита за сите нас. Меѓутоа, мене како глув човек, тоа ми е двојно поголем проблем сега, бидејќи ние глувите луѓе кога одиме, да кажеме, каде и да сме, и онака имаме, нели рековме, комуникацијски бариери, а сега па преку маската, вие кога ги гледате луѓето само како очи и ништо друго, не можете да разверите апсолутно ништо. И тој момент во оваа ситуација е дополнително. Знаете, во светот, во европските држави, ова е многу убаво решено. Државите најдоа решение кое одговара и за глувите. Значи се носат се носат пластификации прозирни, нели имаме такви, не се визири, него баш се како маски кои се прозирни и вие можете да читате некако од устата на соговорникот или да го гледате изразот на неговото лице кој зборува многу во даден момент. Како пример сакам да ви кажам, француската држава за време на пандемијава, значи, и искрено велам браво и честитам на такви држави кои знаат одма да реагираат во моментот што е потребно за лицето со попреченост. Не да врват месеци и години, туку тие одма брзински за секој глув граѓанин обезбедиле пакет во кој подготвиле средство за дезинфекција, комплетни пакет кој содржи комплет потребни елементи за протекција во услови на ковид за глувите граѓани. И тоа е бесплатно, државата го подарува на своите глуви граѓани. Условите за работа, се враќам во кафетеријата, во услови на пандемија е тешко, бидејќи нема движење. Дневно, дали 5 до 10 луѓе ќе влезат да се напијат кафе, што навистина не обременува. Претходно беше добро, да кажеме, но со вирусот ситуацијата е прилично отежната во финансиска смисла. Тешко обстојуваме, но велам, сум храбар, надежта е она што ме влечи да издржам и ги повикуваме сите луѓе кои се добронамерници, нека повелат, нека дзирнат во нашиот свет, како што најчесто милувате да го речите свет на тишината, па некако да ги прелееме тие два светови, па се раѓаат и пријателства така, па учиме, ги подучуваме нашите клиенти на знаковен јазик и имаме многу работи со кои можеме да се пофалиме. Ке завршиме онака како што почнавме. Зборувавме на почетокот, нели, дека имавме бројни предизвици и со околината во поглед на тоа да ја убедиме дека може да стартуваме бизнис, така без оглед на одредена попречност, доколку општеството биде исто така наш поддржувач, јавноста и така натаму. Меѓутоа, како сега гледате на тоа, односно како сега, Мартин, до вас стигнуваат реакциите на поддршка, дали ја чувствувате таа поддршка барем од нели поблиските околу вас, тие кои што претходно покажувале сомнеш, и дали граѓаните што доаѓаат во вашиот бар се обидуваат тоа што го сакаат да го добијат на знаковен јазик, дали се трудат и можеби што е најнарачувано да ми кажете. Од сомнеш преку дилеми дојдовме така со, како што реков, со настојчивост, со трудолюбивост. Дојдовме во ситуација да не гледаат како луѓе способни да го работиме ова што го избравме. Дури и помалку стануваме и добар пример меѓу други млади кои имаат желба можеби да почнат со некој бизнис, па му доаѓаме како модел на идентификација, не гледаат нас, па и почнуваат да размислуваат дека е возможно да се биде во бизнес секторот. И знаете како, кога сте првата птица која се обидува да донеси некоја друга светлина, така, се разбиструваат тие дилеми. Јас сум лично многу задоволен и работите се менуваат. Најмногу луѓето доаѓаат да се напијат по едно еспресо, макијато, нескафе, најчесто се кафеџии. Сакат и сакат, ние имаме, правиме многу вкусни цедени сокови, еве ова нека биде и како една реклама за нашето место. Знаете зошто се викаме О2? Би било убаво да слушнеме, да. Да, сака да ви кажи Мартин,
зошто одлучиле да го имаат името на кафетеријата О2. И еве вака ви ја покажува една рамка во која вели за љубов се потребни двајца. Вели О2 е парен број, затоа што убавите нешта одат во пар. Потоа вели О2 може да биде очи и раце, основата на знаковниот јазик, како символи. Ако е 0 толеранција за дискриминација, двојката нека биде света на ова место како број за пар, за функционирање во заедништво. Потоа 0,2 е повикувачкиот број за Скопје. 0,2 е мост од светот во кој слушате, ќе влезете во светот кој не слуша. Јас му сум благодарен, вели Мартин, на нашиот ментор со кој почнавме да го развиваме бизнисот, господинот Јован Сталески. Тој, уште пред да го отвориме кафичот на Facebook, направи една многу убава комуникацијска игра со младите и најави дека ќе се отвори кафич на глуви луѓе на знаковен јазик и имаше една цела плейлиста, односно цела листа на предлози на имиња како луѓето сакаат да се викаме, како блиско. Одличен избор. Мартин, дали во регионот постојат некои предприемачки приказни кои што всушност ги иницирале и успешно ги водат исто така лица со оштетенство? Кафетерии не, значи од овој сектор во кој ние влеговме со Радмила не, но во Бугарија има. Има глув дечко во Бугарија, во Софија, кој се занимава со хотелиерство, со рентање на соби. Потоа еден дечко има сервис за пералница за превозни средства. Потоа има заботехничар еден глув човек. Београд има една девојка сликарка која има свое ателје. Сакам да ви кажам, во Македонија не сме единствени како глуви луѓе во бизнес секторот. Значи вака, на мојата девојка братот е глув и тој има свое фризерско студио. Тој е исто така глув човек. Потоа имаме во Тетово магистер по мода и дизајн, Љубиша Савески, врвен дизајнер. Така, во Тетово имаме и цвеќарница која се занимава со подготовка на убави букети дизајнирани, брачен пар ја држи глуви луѓе. Во Прилеп имаме продавница трговија самопослуга, ја држат брачен пар глуви. Значи, има некаде околу 10 луѓе кои лека по лека Бобан Кипи. Така, и имаме сега исто преку програмата на UNDP уште еден глув човек кој има своја фирма за заварување и подготовка на некакви метални браварски елементи кои се потребни на луѓето за поставување на соларни панели, разни, значи со ситни разни услуги. Така, сакам при крај да прашам дали еве овие приказни, дали постои комуникација, значи помеѓу сите овие предприемачи во смисла на подсврста артикулација на барањата што ги имаат и до системот, меѓутоа и воопшто на што се нивните потреби за да може да се носат солуции тековно нели во текот на работата. Не. Точно е дека заедно би биле посилни да ги артикулираме нашите потреби, но сите сме врзани со дневни испорачувања на услуги. Еден е во Прилеп, друг е во Битола, па знаете на различни терени сме. Во Скопје сме само два, сите други се надвор од Скопје. И некако тоа ни отежнува ситуацијата, но заедно би било, таа идеја ја разгледувавме, веројатно во иднина ќе во така на патот за да издействуваме услови. Не сме изморени, да не ме разберите погрешно, не се жалам, едноставно само сум подготвен да зборувам отворено за потребите на глувоста. Мене ми е многу драго што разговаравме отворено денеска за сите предизвици и верувам дека сите овие пораки кои што ги донесовме на овој разговор ќе стигнат на адреси каде што е потребно и дека ќе направат некои поместувања
и дека ќе можеме да зборуваме за многу подобра клима, за предприемнички приказни и за лицата со оштетен слух, меѓутоа и воопшто или за сите лица кои што се соочуваат со некаква попреченост, потребно е да бидат вклучени во општествените текови, имаат идеи, имаат знања, имаат капацитети и секако тогаш потребно е да имаат и можности како сите останати.